Започнуваме со урбаните вести. Градоначалникот на град Скопје Петра Шилигов ги повика сите граѓани кои имаат никаква идеја или предлог за решавање на проблемот со загадувањето да дојдат во понеделник во просториите на град Скопје за да ги представат. Со вестите започнуваме по генералната најава. Општина Карпош со интервентни мерки за справување со загадувањето. Промовирана бесплатна апликација Карта на растот. Почна пријавувањето за Дедомразовската трка во Скопје. На 600 граѓани побарале поддршка од семејниот центар на град Скопје. Граѓаните на Скопје и денеска се гушат од отровниот воздух. И денеска мерните станици покажаа енормно загадување во Скопје. За утре во 12 часот е закажан протест пред влада со кој се бара поголема одговорност од институциите. Воздухот во Скопје веќе неколку денови поред е екстремно загаден. Според апликацијата Квалитет на воздухот, Скопје вчера со индекс 191 беше најзагаден град во светот. Ова поттикна бурни реакции меѓу граѓаните, кои решија да организираат протест што ќе се одржи утре пред владата на Република Македонија со почеток во 12 часот. Протестот не е организиран од политичка партија, организиран е од граѓани, организиран е од тебе, од мене, од твоите деца, од вашите родители, од сите нас кои дишаме загаден воздух, се вели во повикот за протестот. Мерните станици и утрово покажуваат огромна загаденост, а најзагадено е кај ректорат, Карпош, Центар, Лисиче и Миладиновци, а нешто помалку во Газибаба. Граѓаните на секаков начин се обидуваат да си го заштитат здравјето од загадениот воздух, а еден од начините е купување маска со активен јаглен. Најевтините се 140 денари и нивниот рок на употреба е 120 часа, а во една од аптеките може да се најдат маски за 900 денари. Во некои аптеки маски веќе нема. Инаку за вечерва се најавува ветер, кој скопјани го очекуваат со надеж дека ќе ја расчисти маглата. Со запирање на градежните активности на територија на Карпош, како и со итна набавка на прочистувачи на воздух кои ќе бидат донирани на училиштата, општина Карпош ќе се справува со загадениот воздух. Општина Карпош презема интервентни мерки за справување со загадувањето во општината, изјави денеска градоначалникот Стефан Богоев. Тој најави започнување на процедура за итна набавка на прочистувачи на воздух за сите градинки и училишта на територијата на општина Карпош, како и запирање на сите градежни активности во општината. Најавуваме започнување на процедура за итна набавка на прочистувачи на воздух за сите градинки и училишта на територија на општина Карпош. Дополнително, итно ги запираме градежните активности кои произлегуваат од работењето на општина Карпош и се однесуваат на тековно одржување на улиците, тротоарите и слични градежни зафати кои ги реализира општина Карпош. Во контекст на ова, бараме сите приватни инвеститори и изведувачи да го следат примерот на општина Карпош и да запрат со градежни активности во моментите кога загадувањето е на највисоко ниво. Градоначалникот најави дека ќе продолжат и редовните контроли, инспекции на градилиштата со цел да се спречи узурпирање на јавните површини и предизвикување на дополнителна нечистотија и загадување. Ги повика сите инвеститори, фирми, предпријатија на општествена одговорност да донираат прочистувачи на воздух и заштитни маски за граѓаните или пак да донираат финансиски средства на наменската сметка на општината, која е објавена на веб страницата и на Facebook профилот на општина Карпош. Граѓаните пак ги повика активно да пријавуваат загадувачи на отворената телефонска линија. Продолжува да биде активна и понатаму телефонската линија за пријавување на загадувач, која ја отворивме на 24 ноември и на која граѓаните ги повикувам активно да пријавуваат загадувачи кои палат на отворено. Најавувам дека следната недела ќе биде свикана вонредна седница на Советот на општина Карпош, на која јас како градоначалник ќе предложам донесување на одлука за субвенционирање на заштитни маски за целни групи на граѓани од општина Карпош. И
понатаму остануваме на темата загадување. Општина Аеродром ќе формира координативно тело за борба против загадувањето, во кое би учествувале сите скопски општини, градот Скопје и Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање. Потребата од интегриран пристап и координирани активности за борба против загадувањето била и еден од предлозите по средбата со граѓанскиот сектор. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин вчера уствари средба со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и експерти од областа на заштитата на животната средина и енергетската ефикасност. На средбата договорено е формирање на координативно тело за борба против загадувањето, во кое би учествувале сите скопски општини, град Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање. Исто така се дискутирало за потенцијални мерки кои би се реализирале на краток и подолг рок. Потребата од интегриран пристап и координирани активности за борба против загадувањето била и еден од предлозите по средбата со граѓанскиот сектор и очигледна за сите застигнати институции, додаваат од општината. Соработката почнува во рамките на проектот пријави загадувач со цел да се опфатат сите правни субјекти за кои се надлежни различни институции. Конкретно, општина Аеродром е надлежна за правните субјекти кои се задолжени со елаборати за животна средина. За правни субјекти со Б интегрирана дозвола е надлежен град Скопје, а за индустријски капацитети, производни погони кои поседуваат А интегрирана дозвола е надлежно Министерството за животна средина и просторно планирање. Се надеваме дека координативното тело ќе овозможи ефикасни и навремени интервенции за сите правни субјекти и дека преку оваа соработка ќе успееме да воспоставиме и интегрирана база на загадувачи, кои сите служби ќе можат редовно да ги следат и регулираат, додаваат од општината. Како мерка против загадувањето, општина Аеродром воведе двосменско работење на комуналните инспектори, кои се достапни секој ден од 8:30 до 22 часот на телефонскиот број 075 316 515. Прашањата поврзани со животната средина се најгорливиот проблем за жителите од општина Карпош, кои ги идентификуваа на граѓанскиот форум кој се одржува во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси. Документот кој ќе произлезе од овие форумски сесии ќе биде доставен до локалната власт со цел решавање на идентификуваните проблеми. Во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси, денеска во урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу се одржа последната сесија од граѓанскиот форум во општина Карпош. На претходните сесии биле идентификувани 7 проблемски подрачја со околу 40 прашања. Прашањата поврзани со животната средина представуваат најгорлив проблем на жителите на општина Карпош, како што се аерозагадувањето, комуналниот отпад и азбесните покриви. Според организаторите на форумот, ова укажува дека граѓаните ги трпат последиците од загадувањето и има изразена свест за решавање на овие прашања. Документот кој ќе произлезе од овие форумски сесии ќе биде доставен до локалната власт со цел нивно решавање и затоа од голема важност е што повеќе граѓани да бидат вклучени во овие форуми. Идејата е всушност да токму вакви документи, како стратешки документи, да помогнат на општината преку обезбедување на инпут од граѓаните. И мислам че дека тоа е во интерес на секое раководство, на секоја општина. Ова е еден од моделите што може да се користи, нели? Од аспект на изнајдените средства, самиот проект ќе обезбеди релативно, значи доста мали средства, негде во висина од околу 6000 евра на граѓански организации од општината да можат понатаму да се застапуваат. Значи идејата 6000 евра се многу мали средства, али поише може би за уште дополнително да се адресираат некои од идентификуваните проблеми во смисла на кампањи за информирање или пак може би подигање на свеста за дадено прашање. Дел од нив не може да се решат брзо. Мислам, треба да бидеме многу оптимисти, али не сериозни да кажеме дека ќе се решат брзо. Али во секој случај со самото тоа што се идентификувани, направени се предуслови за да почне да се решава. Овој граѓански форум е од отворен карактер и неговата основна цел е идентификување на проблемите во локалната заедница, при што ќе се дефинираат соодветни решенија за ефикасно решавање на истите. Овозможување на проводни улици и паркинг места, подигнување на свеста на граѓаните за селектирање на отпад, изградба на паркинг платформи, решавање на проблемот со хаврисаните возила, како и ревидирањето на деталните урбанистички планови, се дел од проблемите кои заслужуваат итност во решавањето. Учесниците
Страните се согласија дека постои нужност во иднина да се организираат поголем број на граѓански форуми, на кои ќе се дебатира за потребите на локалната самоуправа. Здруженијето Раст денеска промовираше бесплатна апликација Карта на растот, со која се олеснува следењето на развојот на децата и евентуалните ендокринолошки заболувања. Здруженијето на родители на деца со ендокринолошки заболувања Раст денеска ја промовираше мобилната апликација за следење на растот на децата Карта на растот. Како што информираше денеска председателот на Здруженијето Александар Петровски, апликацијата денеска е достапна на Facebook страната на Здруженијето, а од утре истата комплетно бесплатна ќе биде достапна и на Play Store. Апликацијата ќе овозможи поголема информираност на родителите, чии деца се соочуваат со низок раст, но истата не смее да ги замени редовните прегледи кај ендокринологот, потенцира Петровски. Картата на растот и апликацијата примерно е наменета за следење на растот и навремено препознавање на проблемите што може да настанат во текот на растот и развојот на детето. Но морам да потенцирам дека оваа апликација не ги заменува редовните мерења во тековните систематски прегледи кај вашите деца. Покрај промоцијата на бесплатната апликација Карта на растот, председателот на Здруженијето Раст Александар Петровски напомена дека донирани се 16 подвижни висинометри, мерни бустери за самопроверка на висината во сите здравствени домови во Македонија, како и водич за нарушување на растот за родители и старатели. На 24 декември во Скопје ќе се одржи традиционалната дедомразовска трка. Стартот и финишот на трката се во паркот Жина Борец, а ќе се трча кон мостот кај МНР, покрај Вардар до камениот мост и преку плоштадот Македонија до целта. Учеството во трката чини 300 динари. Во недела на 24 декември во Скопје ќе се одржи традиционалната дедомразовска трка, во која повеќе стотици учесници во дедомразовски костуми ќе трчаат во центарот на главниот град. Трката покренат преварувачки има и забавен карактер, па во неа се добродојдени да се пријават учесници од сите старосни групи. Должината на патиката е само 2 километра и може да ја истрчаат и деца во придружба на родители. Пријавувањето се одвива преку веб страницата www.prvdovрв.mk. Стартот и финишот на трката се во паркот Жина Борец, а ќе се трча кон мостот кај МНР, покрај Вардар до камениот мост и преку плоштадот Македонија до целта. Учеството во трката чини 300 динари, а за првите 300 пријавени следува целосен дедомразовски костум, составен од палто, панталони, капа, ремен и брада. За победниците се предвидени награди, а на најстрикните учесници ќе им се исполнат новогодишните желби, без оглед на резултатот и освоеното место. Пред и по трката се предвидени музичка програма и церемонија на прогласување на победниците. Стартот на трката е закажан за 12 часот, а подигнувањето на стартните пакети од 9 до 11 часот на денот на трката. Дедомразовската трка ја организира Здруженијето за спорт и рекреација Прв до врв со поддршка на Кока-кола и градот Скопје. Зголемен бројот на жртви на семено насилство кои побарале стручна помош изминатата година од првиот семен центар на град Скопје. Како што информираат од центарот, за 4 години помош побарале над 600 лица. Градоначалникот Петре Шилигов најави дека во буџетот за 2018 година градот Скопје ги зголемува средствата за поддршка на овие лица. Од првиот семеен центар на град Скопје досега повеќе од 600 лица, сторители или жртви на семејно насилство побарале и добиле поддршка. Семејниот центар функционира во рамки на проектот Советувалиште за превенција на злоупотреба на дроги и семејно насилство, а е финансиски поддржан од градот Скопје. Денеска во посета на центарот беше градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој рече дека во буџетот за 2018 година градот Скопје ги зголемува средствата за поддршка од 700.000 на 1,5 милиони денари. Скопје како град на солидарноста продолжува во континуитет да се грижи за своите сограѓани кои што се соочуваат со ваков вид на проблеми. Вложуваме максимални напори да ги зголемиме ефектите од превенција на употреба на дроги и семејно насилство,
а за тоа уште еднаш подаваме рака на ранливите категории на граѓани. Фросина Иванова од Хера информираше дека изминатата година е зголемен бројот на лица кои добиле помош од стручни лица во центарот. Најголем број од жртвите на семејно насилство се жени 82, 28 се сторители на семејно насилство, а 41 малолетни лица кои биле директно или индиректно изложени на семејно насилство. Оваа година имаме зголемување на бројот на клиентите кои што добиле услуга во првиот семеен центар. Најмногу бројни се жените жртви на семејно насилство, тие се вкупно 82. Потоа имаме 28 сторители на семејно насилство кои што биле дел од програмата, значи која што ги третира. Нив како посебна категорија на клиенти имаме 41 малолетно дете кои што биле или директно или индиректно изложени на семејно насилство и имаме уште 39 други членови на семејството кои што биле вклучени со цел да го поддржат процесот или на малолетните деца или на жените жртви на семејно насилство и генерално имаме зголемување на бројот. Семејниот центар е единствено бесплатно советувалиште за сторителите на насилство со кои се работи врз основа на специјализирана програма за третман. Највисоката годишна бруто плата во Македонија лани е исплатена во приватното здравство и изнесува 2,7 милиони евра, информира денеска управата за јавни приходи. Граѓаните ќе имаат обврска да поднесуваат годишна даночна пријава уште наредната година, пошто тоа во нивно име ќе почне да го прави УЈП. Највисоката годишна бруто плата во Македонија лани е исплатена во приватното здравство и изнесува 2,7 милиони евра, а 416.000 евра е највисокиот исплатен бонус од работен однос на годишно ниво, покажуваат податоците што ги објави денеска управата за јавни приходи врз основа на поднесените годишни даночни пријави од граѓаните во 2016 година. Како што информира на пресконференција директорката на УЈП Сонја Локаревска, граѓанин од Скопје минатата година пријавил највисок годишен приход од 255 милиони денари. Највисоката остварена капитална добивка во 2016 изнесувала 82,8 милиони денари. Од повремено вршење услуги, жител на Велес заработил 58,3 милиони денари, додека граѓанин од Скопје пријавил заработка од 109,1 милион денари од дивиденди и други приходи остварени од учество од добивката. Пензионери од Скопје и од Струмица пријавиле најголема заработувачка во 2016 година, кои освен пензијата оствариле приходи и по други основи. Прворангиран е пензионер од Струмица кој пријавил 41,8 милиони денари вкупен годишен бруто приход по сите основи, вклучувајќи ја и пензијата. Највисок годишен бруто приход само по основ на пензија лани е пријавен во Скопје во износ од 1.838.837 денари или 30.000 евра. Прворангиран според вкупно остварени приходи од имот и имотни права, во кои спаѓаат издавање зидмиште, станови и деловни простории, превозни средства и друг вид имот. Во 2016 година е обврзник од Тетово, кој пријавил 65,5 милиони денари. Највисок вкупен бруто приход од 17,3 милиони денари од авторски права и права од индустријска сопственост пријавил обврзник од Скопје. Од 1 до 27 милиони денари се износите што ги пријавувале граѓаните од добивки од лото, обложување, казино и учество во наградни игри, при што највисока добивка, односно вкупен бруто приход од игри на среќа, остварил жител на Скопје, кој само по тој основ пријавил 27,5 милиони денари. Граѓаните ќе имаат обврска да поднесуваат годишна даночна пријава уште наредната година, пошто тоа во нивно име ќе го прави управата за јавни приходи. Реновирање на стационарот Вардариште, спречување на појавата на неодговорно сопствеништво и неконтролирано размножување на кучињата во домашни услови и чепирање на домашните кучиња се дел од решенијата за да се надмине проблемот со кучињата чиј број е се поголем на улиците и да се спречат случаите во кои беа нападнати случајни минувачи.
Реновирање на стационарот Вардариште, спречување на појавата на неодговорно сопствеништво и неконтролирано размножување на кучињата во домашни услови и чипирање на домашните кучиња се дел од решенијата за да се надмине проблемот со кучињата чиј број е се поголем на улиците и да се спречат случаите во кои беа нападнати случајни минувачи. Од Сдруженијата за заштита на животните сметаа дека една од мерките за надминување на проблемот е да се спречи неконтролираното размножување на домашни кучиња, бидејќи 2/3 од нив завршуваат на улица како скитници. Радмила Пешева од Сдруженијето Анима Мунди, која воедно е и член на работната група, која ја следеше состојбата во стационарот Вардариште, истакна дека се работи за повеќе деценијски проблем кој што бара пристап од повеќе аспекти. Констатирано дека нема простор кој што е за прием на животни, каде што ќе им се изврши првиот преглед. И констатирано е дека генерално целосно хигиената и условите во Вардариште се под секој критериум да задоволи хуман третман на животните, да обезбеди хуман третман на животните и да обезбеди благосостојба каква што треба дели според пропишана според законот и понатаму според подзаконскиот акт, односно правилникот. Во Агенцијата за храна и ветеринарство, како што истакнаа од работната група, веќе има одреден буџет за чипирање на кучињата и имаат софтвер за ваква намена, но тој не функционира. Извештајот на работната група, која ја следеше состојбата во стационарот Вардариште, покажува дека условите за згрижување и третман на кучињата се несоодветни и оти е потребно негово реновирање. За таа цел, во буџетот за следната година се предлага да се одвојат 10 милиони денари за реновирање на овој стационар. Управата за хидрометеоролошки работи најавува врнежи од дожд и снег на повисоките места за време на викендот. Врнежи од дожд и снег на планините се очекува за време на викендот, а од понеделник пат на температурите, најавува Управата за хидрометеоролошки работи. Под влијание на влажен бран од пладне и ноќта кон недела, ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во западните и источните делови. Локално ќе наврнат околу 25 литри на метар квадратен. Поради спуштање на постуден воздух од север, на планините врнежите ќе бидат од снег, а во недела врнежи од слаб снег ќе има и на некои места повисоки од 600 метри надморска височина, при што ќе се формира и снежна покривка. Локален слаб снег, особено во западните делови, ќе има и во понеделник. Ќе дува слаб до умерен северен ветер, а температурите значително ќе опаднат. Минималните температури ќе се движат во недела од 1 до 8 степени, во понеделник од -5 до 3, во вторник од -9 до -2, во среда од -8 до -2 и во четврток од -9 до -3 степени. Максималната температура ќе се движи во недела од 3 до 10 степени, во понеделник од -1 до 5, во вторник од -2 до 4 степени, во среда од -2 до 5 и четврток од -1 до 6 степени. И уште една информација пред да се одјавиме. Засилени контроли на инспекцијските служби за спречување на сите можности за загадување и горење на гуми и отпад. Отворен кол-центар на кој граѓаните пријавуваат отворени и опасни огнови, како и поставени прочистувачи за воздух во градинките. Се дел од мерките кои ги презема Општина Центар за поздрава животна средина и почист воздух, информираат од општината. Со оваа информација го заокружуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.